civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Дерковски, се направи измените во изборниот законник, иако во последен момент. Моје прашање е колку тие измени во изборниот законник имаат шанса да се имплементираат за овие избори? Па ќе се имплементираат, значи мора да се имплементираат, нема простор за импровизација во тој домен. Ние како комисија веднаш после добивањето на некој начин на новиот изборен законник, односно измените кои што се случија ден пред распуштање на собранието, пристапивме кон нивно инкорпорирање во постоечкиот текст и после тоа заедно со комисијата, со колегите од комисијата се обидовме да ги на некој начин да ги исчитаме добро за да можеме да почнеме со имплементација. Иако можеби ќе створат определен број на проблеми во нивното имплементирање, мислам дека ќе стигнеме на време да ги имплементираме. Освен една одредба која што и онака е дадена како опционална, тоа е за примена на нови техники во гласањето, која што е дадена како можност доколку може Државната изборна комисија во овој краток рок да обезбеди некои си технички услови за тоа да го направи како пилот проект. Доколку не останува за наредните избори да имплементира целосно нова техника на гласање, односно технологија. Во член 43 од веќе изменетиот изборен законник се однесува на надлежностите на Министерството за внатрешни работи. Тука имаме доста промени. Ќе може малку накратко да ни објасните во што се состојат и која е разликата од претходните? Па сега Министерството за внатрешни работи повторно во истиот член е задолжено да го достави избирачкиот список во рок од еден ден по нашето доставено барање, што искрено сметаме краток рок и за нив, бидејќи сепак треба одредена обработка на податоците на списокот и треба веројатно законодавецот понатаму да размисли да даде некој рок како што има Министерство за информатичко општество и администрација подолг рок за да може да се достават тие податоци. МВР го достави списокот, избирачкиот список и сега кои се новините? Новините се сега што на тој список законот ги задолжува да ги стават и лицата кои што на денот на гласање имаат 18 години, а не мора да имаат, да речеме, важечки личен документ, затоа што досега го доставуваат списокот на граѓани кои што на денот на гласањето имаат наполнето 18 години и ги исполнуваат другите услови од законот, меѓутоа ако нема важечки личен документ, тие не се наоѓаат на списокот. Сега по би рекол сугестија, не сугестија, него тоа беше барање на мисијата на ОДИХР, се стави оваа одредба во изборниот законник каде што се овозможува на поголема група на граѓани да им се овозможи да гласаат на денот на изборите, а и од нивното право зависи практично и нивната обврска дали ќе биде исполнета, а тоа значи дека државата ќе обезбеди да бидат на списокот. Меѓутоа тие имаат сега обврска да се изведат личен документ важечки, да бидат запишани додека трае јавниот увид и после тоа нашата комисија ќе добие повторно список на лицата кои што се во постапка на вадење документи и така натаму, за да можеме да следиме, да интервенираме преку наша кампања и така натаму, да ги повикаме сите тие лица да се вметнат во списокот, се со цел да има што поголем број на гласачи на избирачкиот список. Беше тоа една категорија, на секои избори се имаше бројка од 10 на 12.000 граѓани кои што во тој измеѓу период не можеа да гласат од овие причини, од причини на водење на управна постапка за промена на нивните лични документи. Дали тоа подразбира дека само со документ, без лична карта, те може да се идентификуваат дека се во постапка на место на... Нема да можат да гласаат. Значи, на денот на изборите, законот е јасен и прецизен, нема да може никој да гласа, иако се наоѓа на списокот, ако нема важечки личен документ. Сепак мора да... Мора. Значи, други документи на идентификација би довеле до хаос во целиот изборен процес и мора да се држиме до законот стриктно, затоа што сепак единствен документ кој што не идентификува нас е личната карта и нашиот пасош.
Останува ли праксата со вадење на лични карти на денот на гласање? Останува праксата и таа пракса во оваа ситуација вака може да се искористи, затоа што ако сте на списокот, а немате личен документ, можете да искористите. Ама не треба да се чека тој последен момент. Значи треба сега овој период да се искористи, да се извадат. Со личните карти по информација од Министерството за внатрешни работи нема проблеми околу образците, така што сите граѓани можат да си ја завршат таа обврска. Еве ќе напоменам, и така сме тука на темава, значи над 38.000 изготвени готови лични карти не се подигнати во МВР. Значи не е само институцијата Министерство за внатрешни работи виновна за одредени ситуации. Донекаде вината и кај нас граѓаните. Значи ако јас сум аплицирал, сум побарал да ми извадат лична карта, се завршила целата постапка, па треба да појдам да си ја подигнам на крајот на криштата, за да можам да остварам некое право. Апелирам до граѓаните да ги искористат овие денови, овој период, да си ги подигнат личните карти кои што им стојат на шалтерите во МВР. Кои се, според изборниот законник, ингеренциите на Министерството за труд и социјална политика, односно што тие треба да достават од државната изборна? Со најновите измени се вметна одредба која што овозможува на сите лица сместени во вонсемејни установи или така наречените старски домови низ државата да може да гласаат во самиот старски дом. Тоа значи дека и Министерството за труд и социјална политика се вметнува во изборниот законник како институција што има одредена обврска. Тие треба, ние доставивме веќе барање да ни достават список на лицата на старските домови и лицата сместени во нив, се со цел ние да ги внесеме во евиденција, да можеме да ги извадиме од избирачкиот список во посебни изводи на избирачкиот список, оние лица кои што ќе се пријават дека сакаат да гласаат таму. Таму ќе оди со активна регистрација на гласачите, односно само оние лица кои што ќе се пријават да гласаат во домот, ќе гласаат и ние за нив ќе извадиме посебни изводи од избирачкиот список и избирачкиот одбор ќе биде само за тој старски дом и ќе можат да си го остварат правото на глас. Значи тоа само ги опфаќа оние кои што се во старски таа категорија така, луѓе, меѓутоа за другите категории, да речеме, воопшто не се дискутирало или разговарало. За болниците, например, ако мислите, или некои такви установи, не е возможно, едноставно нема можност технички услови во овој момент да се изведе гласање, затоа што таму преголема е флуктуацијата на граѓани, од ден за ден се менува ситуацијата и не можеме едноставно да го спроведиме гласањето. Кај овие лица е возможно затоа што се тие со подолг престој во старските домови, има помала флуктуација на граѓани таму, се работи нешто за над 2.500 граѓани отприлика. Последните информации се не е некоја голема група, ама сепак добро е да им се даде правото на глас да си го остварат таму. Забележително е дека на социјалните мрежи постои веќе некоја кампања која што на дел веќе почна и видни функционери на политички партии да се појавуваат, а дел од нив имаат и она со црна кампања против другите политички противници. Прашањето ми е како ДИК реагира на тие видеа? И второто прашање ми е, веќе видовме дека политичка партија употреби лого на еден весник кој што, например, Слободен печат. Во нивното видео се покажува логото и весникот на Слободен печат, кој што не добиле дозвола и немаат дозвола од Слободен печат да го употребуваат нивното лого во политичката кампања. Како ДИК реагира на такви моменти и дали по партиите смеат да употребуваат логоа на институции, медиуми или било кого без нивна согласност во нивните политички кампањи? Вака да ви кажем, тука законодавецот иако се потруди во 5 до 12 да донесе измени на изборниот законник, најголемата празнина не ја регулираше. Значи, се повторуваме за секоја кампања повторно исто, нема официјален почеток на кампањата, меѓутоа имате распишани избори и останува тој простор измеѓу распишувањето на изборите и официјалниот почеток на кампањата нерегулиран. Немате одредби каде што можете кои што ќе ве обврзат да интервенирате во овој дел.
Единствено што останува на оние кои што мислат дека е прекршен законот, може да поднесат представки до антикорупцијска комисија, па тие да реагираат, да размислат дали е или не е, да видат прекршен законот и да донесат некоја одлука. Во иднина ќе треба овој дел, посебно овој дел кој што го напоменуваме, меѓу периодот да се регулира строго законски за да ги ставиме во ред ваквите појави кои што ги споменувате, да не се повторуваат, да не се злоупотребуваат и така натаму. И нема друг начин. Значи, од моментот на почнување на кампањата, Државната изборна комисија може да интервенира, може да носи одлуки, меѓутоа во овој момент сите умно, паметно се трудат да ги заобиколат законските одредби, за да не може ни еден државен орган да реагира на начин како што би требало. За да се избегнат тие ситуации, ќе мора и овој период да се допрецизира во законот, да се стават забрани точно дефинирани во дефинициите на изборниот законник, што смее, што не смее и кои се последиците доколку се направи од денот на распишување на изборите, а не до денот на почнување на кампањата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.